Доаѓам буквално пред центарот, секторот за санитарна контрола на водата, ке зборувам со раководителката Емилија Аневска. Секојдневно се врши мониторинг, секојдневно се земаат примероци за проверка на квалитетот на водата. Добро утро. Добро утро и на вас. Добро дојдовте во јавното предпријатие Водовод и канализација, поточно во секторот за санитарна контрола, каде што секојдневно се проверува квалитетот на питката вода. Така, секојдневно се проверува микробиолошка, хемиска, како да констатираме, добиваме ние и на вашата веб страница можеме да ги погледнеме, погледнеме вашите проверки што ги постојано објавувате. Каква вода пија Скопје? Согласно законските обврски кои што произлегуваат од Законот за безбедност на храна, имајќи во предвид дека водата е и храна, а и од Законот за вода, ние секојдневно правиме мониторинг на питката вода во градот Скопје и околината на градот Скопје. Значи секојдневно се земаат 36 примероци од 36 мерни места и 22 мерни места од околината на градот Скопје еднаш месечно. Водата секојдневно е санитарно исправна и безбедна за пиење согласно правилникот за безбедност и квалитет на водата за пиење. Така, споменавте дека вршите еднаш месечно контрола на водата на околните места, меѓутоа доколку секој корисник на вода што може да е од бунар или во било каква форма, која е постапката за да дојдат можеби лично за да ја проверите вие како санитарна служба водата? Значи, имаме едно барање кое што клиентот треба да си го пополни и има основни податоци кои што се внесуваат во тоа барање. За микробиолошката анализа е потребно стерилна амбалажа и во наш совет, во све што е во наш домен, значи вршиме услуга на земање на примероци, поради тоа што сме и акредитирани за земање на примероци, така да може само да се обратат на официјалниот мејл лабораторија Мајмунче Водовод _skopje.com.mk, каде што можат да си ги произнесат нивните барања и ние следствено на тоа одговараме. Се договараме со клиентите, одиме зијаме примероци, ја испитуваме, на крај клиентот си го добива резултатот. Така, значи треба да се обратат до кај вас и вие ја преземате процедурата. Има едно мислење постојано во јавноста и знаеме да зборуваме и многу има недоверба и многу граѓани користат, купуваат вода флаширана во пластик или во стакло. Сакам да ве прашам, колку е безбедна водата за пиење што поминува низ целосната водоводна мрежа? Значи вака се, градот Скопје се снабдува со вода од изворот Рашче и по потреба се дополнува од бунарскиот потек Нерези и Лепенец. Континуирано ние како сектор правиме мониторинг на питката вода, а исправноста на водата го потврдуваме со извршените секојдневни анализи. Дека водата е исправна и безбедна за пиење покажуваат многобројните анализи кои што ги правиме, а годишно ги имаме од прилика 10.000 на број. Така да, имајќи во предвид дека Рашче е изворска вода на која што не треба дополнителен предтретман, туку единствено поради тоа што ни е законска обврска е потребно само хлорирање, односно дезинфекција ради должината на водоводната мрежа, така да слободно можам да кажам дека граѓаните на Скопје можат да спијат безбедно и да континуирано да ја користат водата затоа што е исправна и квалитетна за пиење. Некако и Божи благодат е тоа што имаме водата од Рашче. Со самото тоа, значи, можеме да кажеме дека вие и како велиме преферирате да се пие водата од чешма, да не мора некако и тоа и дополнително. Знаете како многу од граѓаните ни се обраќаат и континуирано реагираат во однос на, еве сега ќе кажам, еден од параметрите е тврдината на водата. Водата која што ни доаѓа од Рашче е со средна тврдина, е таква каква што е, со постојан хемиски состав. Квалитетна е, безбедна е за пиење. Согласно новата европска директива за вода за пиење, има еден момент каде што е нагласено дека доколку водата оди на третман, за да се отстрани минералност, односно тврдината на водата, е потребно дополнително додавање на минерали како калциум и магнезиум, затоа што секако му се потребни на човекот за пиење. Сега ние имаме водата од Рашче, која што природно има присуство на минерали
минерали како калциум и магнезиум кои што ги внесуваме со пиењето и го надокнадуваме дневниот внес на минерали. Доколку водата подлежи на третман за да се отстранат тие минерали, едноставно може и да ни недостасуваат. Така ќе се загубат тие природни Баш материјали. Вршите и контрола на подземни води. Каде и на кој начин? Каква е таа процедура? Согласно исполнување на законската обврска, градот Скопје од 2012 ни го има дадено како обврска мониторингот на подземните води, со тоа што од прилика негде 65 пиезометри во Скопската, Полошката котлина и пиезометри околу Бунарскиот потек Нерези и Лепенец и 2 длабоки пиезометри во телото на Жеден околу изворот Рашче. Новина е тоа што набавивме опрема за семплирање на подземни води, како и мултиметри за мерење на теренски параметри, со тоа што е поедноставена земањето на примероци, како и мерењето на теренските параметри. Резултатите што покажуваат? Резултатите се уште покажуваат дека подземните води се на едно ниво кое и незагадено ниво. Задоволително. Значи тоа се податоци кои што се јавно достапни, ги испраќаме годишно до секторот за животна средина во градот Скопје, како и Министерството за животна средина. Постојано вршите контрола на водата, кажавме дека Рашче е наш природен благодет, меѓутоа ние како корисници сепкупно заеднички во градот Скопје енормно трошиме, повторно ли имаме енормно и навистина неприродно трошење на водата за пиење? Неприродно и нерационално трошење и повторно ќе кажем дека ние како граѓани морам малку да се кренеме свеста за однос на потрошувачката на водата и таа истата рационално да се троши. Крајно нерационално е водата, питката вода да се користи за полевање на нивите и бавчите, додека одредени граѓани во високите зони на градот Скопје имаат проблеми со водоснабдувањето. Затоа уште еднаш ќе апелирам јавно вака до сите граѓани за рационално користење на питката вода, за сите да ја имаме. Така. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. Не застануваме тука, се гледаме во следна прилика. Ви благодарам и на вас, повелете повторно.